Добро вечер со топ тема. Пресудни денови за Украина ќе имали наскоро примирие. Русија се уште напаѓа, но ќе успее ли да ја скроти Трамп големата мечка? Европската унија со своји предлози ќе може ли да здивне под американскиот притисок во преговорите? Трамповиот план е намален од 28 на 19 точки, а Русија го одби европскиот план. Зеленски бара средба со Трамп. Во топ тема вечерва анализа со Васко Наумовски, Методи Хаджијанев, Борис Георгиевски, Игор Трајков и Митко Билјановски. Останете со нас, почнуваме веднаш по рекламите. Како што веќе најави во фокусот се мировните преговори помеѓу Украина и Русија со посредство на САД и Европската унија. Вечерва мои гости се поранишниот амбасадор во САД Васко Наумовски. Добро вечер. Добро вечер. И моите колеги Митко Билјановски и Игор Трајков. Во текот на емисијата ќе видиме интервју со безбедносниот аналитичар Методи Хаджијанев, како и мојот колега кој се јавува од Бон од седиштето на Дојче Веле Борис Георгиевски. Од час во час се менува ситуацијата во однос на тоа кои точки за преговори остануваат, кои не остануваат, меѓутоа верувам дека и во наредните денови може би ќе потрае овој мировен план. Колега Билјановски, еве за почеток, скратени се од 28 на 19 точки. Во меѓувреме Русија не го прифати она што го предлагаше Европа како концепт. Повеќе се задржува на американскиот план, што е и очекувано, но може ли еве вака чисто информативно да ни кажете кои беа разликите и што всушност отпадна? Па, всушност, разликите беа најкритичните делови од проблемите што мора да ги решат Украина и Русија. Тоа е територијалното разграничување и иднината на НАТО и на Украина во однос на НАТО. И тоа беа од почетокот на руската инвазија врз Украина истакнувани како главниот проблем главниот повод за да почне војната. Разликата помеѓу американскиот предлог и европскиот е огромна. Европскиот ги застапува интересите на Украина и на Европа, не само на Украина, а американскиот е насочен кон некоја во моментов единствена шанса да се запре војната. Значи, за да запре војната, мора да се излезе во пресред на главните барања на тој што доминира во војната, тоа е Русија, а да се задржи достоинството на Украина, која веројатно ќе изгуби војната ако нема мировен договор. Тоа е главниот аргумент на американскиот план. Они кажуваат до Киев, ако го прифатите нашиот план сте прифатиле на некаков вид не капитулација, нема да го кажат тоа, меѓутоа е де факто капитулација, а ако го одбиете, веројатно ќе капитулирате по уште многу изгубени животни. И тоа е основната на американскиот план, а европскиот е апсолутно неприфатлив за Москва и мислам дека е кажан само за да остане Европа како некаков фактор на масата за преговори. Да. Игор, разликите беа и во понудата на Европа во однос на бројот на војници, например, во однос на менување или неменување на уставот, во однос на одредени безбедносни прашања. Меѓутоа, очигледно дека Европа зема голем залог во однос на Русија и дека не е така лесно да се победи Путин. И дипломатски и воено секако. Во голема мерка, Жане, да. Европските земји беа затечени од овој предлог. Дури од американска страна, во најголем дел State Departmentот, тоа што се дипломатите од кариера, првично го оценија како нацрт документ, нацрт предлози кои што биле наменети за интерна употреба и за понатамошна дискусија, но протекоа во американските медиуми. И симптоматично е тоа што првичната верзија која што тие ја објавија и подоцнежната која што ја преземаа мејнстрим медиумите, почнаа да ја објавуваат, имаше значителни разлики, а веќе европските земји кога се активира дипломатски за да се обидат да издействуваат некакви промени, се дојде и до
некакво умекнување на американската позиција. Првично, нели, Трамп најави до четврток дека очекува одговор од украинците, односно очекува прифаќање. Сега украинците доста дипломатски изреагираа на ова, значи не кренаа некаква галама, народски кажано, ниту веднаш го отфрлија. Зеленски го оцени како добра основа за продолжување, за започнување на сериозни преговори. Европејците беа затечени затоа што не само поради Украина, затоа што во првичната верзија на предлогот имаше елементи кои што се очекува Европската Унија да ги спроведе, а не беа консултирани. Тоа беше фондот за обнова на Украина, каде што американците предвидуваат дека Европа ќе обезбеди 100 милиони евра и уште поинтересно е што голем дел од делот што треба да се реконструира на крај ќе припадне на Русија, ако биде прифатен тој формат. И тоа беше. Што се однесува до бројот... Американците побара да се одмрзнати средствата во Белгија, во банките во Белгија, за да може да ги употреби тие руски средства практично за обнова на тие територии кои што по овие преговори известно дека ќе припаднат на Русија. И предвидуваа дека 50% од приходите кои што ќе бидат направени од таа реконструкција од тие руски средства замрзнати ќе завршат кај американците како надокнада, еден вид на надокнада за нивното учество во целиот процес. Сега европејците предходно имаа започнато посебен процес за тие средства, кој што беше блокиран од Белгија, затоа што се блокирани во Белгиска банка и затоа што пред се Белгија приговори затоа што стравува дека таа ќе биде останата со сметката, односно таа ќе мора во крајна линија и правно да одговара и сама да ги надокнади тие средства на Русија. Има и други стравови во Европа, за тоа ќе чуеме подоцна од колегата Борис Георгиевски, меѓутоа очигледно оваа дипломатија на Трамп, морам да речем реална или сурова бизнис дипломатија, земи или остави, во која што секако и Америка според него сад треба да профитираат, носи успех за разлика од традиционалната европска дипломатија. Она што председателот Трамп уште во неговата предизборна кампања го зацрта, завршувањето на војната помеѓу Русија и Украина, гледаме дека полека се остварува, иако неговите најави беа дека ќе заврши војната многу побрзо. И во текот на изминатите месеци видовме неколку рокови кои што тој самиот ги задаваше. Сепак сега сме во една, би рекол, крајна фаза од решавањето на овој конфликт. Едноставно се исцрпени можностите Украина да добие нешто повеќе од она што е ставено на маса. Она што го имаме во изминатите неколку денови и недели е се овие документи кои што беа презентирани и од САД и од Европската Унија. Добро е тоа што ниту една од страните изрично не го одби планот на САД. Русија го одби планот на Русија, додека за планот на САД имаме, би рекол, една начелна согласност дека тоа е добра основа за продолжување на преговорите. Тоа е добра основа, не е конечно решение, меѓутоа гледаме дека веќе се создава некаква рамка за тоа каде би требало да се движи решавањето на спорот. Она што веќе е јасно, нешто што се претпоставуваше и одамна, но сега мислам дека веќе на сите им е јасно дека Украина нема да ги задржи териториите кои што ги изгуби во текот на оваа речиси 4-годишна војна со Русија. Русија во најголем дел ги оствари целите заради кои што ја започна според нив оваа војна операција и преостанува да се разрешат неколку отворени точки. Тоа е можноста за членство евентуално на Украина во НАТО. Според мене Русија на тоа нема да се согласи, затоа што ширењето на НАТО кон исток и посебно со Украина беше една од главните причини за започнување на оваа операција од страна на Русија и истовремено кој ќе гарантира безбедноста на Украина после крајот на оваа војна, максималниот број на војници на Украина, кои држави би биле одговорни, дали ќе има странски трупи кои што ќе бидат одговорни, дали тоа ќе се гарантира на некој друг начин. Маневарскиот простор на украинскиот претседател и раководството е значително стеснет, оттаму се овие
до некаде драматични обраќања до јавноста, едноставно се подготвува јавноста во Украина за прифаќање на нешто што можеби пред година или две беше незамисливо. Реалната политика е таа, ова уште еднаш ги покажува и оние, би рекол, теоретски дебати дали она што преовладува во меѓународните односи е моќта и силата или пак меѓународното право и институциите. Како и во многу други случаи, гледаме дека Соединените американски држави се тие што се проактивни, ги даваат иницијативите и водат кон решение, додека пак Европската унија, за жал, незината заедничка надворешна и безбедносна политика се уште действува реактивно, каска зад иницијативите на Соединените американски држави, сака да има некаква улога, но сметам дека во решавањето на овој конфликт Европската унија ќе има таква улога каква што ќе дозвола да има Соединените американски држави. Да ги видиме коментарите од Германија, какви се таму коментарите на првите луѓе, меѓутоа и во каква состојба е Европската унија и земјите членки. Се вклучуваме во Бон. Факт е дека во неколку земји, посебно во Германија, каде што јас живеам, по петочното изнесување на предлогот на американскиот претседател Трамп, владееше една, да речам, блага запрепастеност, дури и шок. Мислам дека таа тензија во меѓувреме малку се подспири со преговорите во Женева, кои траја викендот и вчера. И чувството е дека Европската унија успеа да влие на некој начин на мировниот план на Трамп и да вметне во него неколку точки кои што таа ги смета за свој интерес и интерес на Украина секако, и истовремено да од тој план се отфрлат точки од оној план од 28 точки, да се отфрлат некои точки кои што Европската унија и Украина ги смета за неповолни за нив. Меѓутоа, она што е факт е дека Европската унија е многу засегната од оваа војна, за разлика од САД, барем на долг рок, и она што и денес, како кажа шефот на германската дипломатија Јохан Вадефул во еден говор во Берлин, тоа е фактот дека Русија и понатаму останува агресивна и без оглед на тоа како ќе заврши војната и кога ќе заврши војната во Украина, Русија останува опасност за европскиот континент и за Европската унија само по себе, нели? И од тука Европската унија има и поинакви интереси и поинакви планови во однос на тоа како може и како треба да заврши руската агресија врз Украина и како треба да изгледа тој мировен договор. Борис, очигледно дека не може Украина во догледно време да стане членка на НАТО, а што се однесува до европската одбрана, НАТО, земјите во Полска ќе биде практично последната линија на НАТО. И од тој безбедносен аспект, но и од економски аспект, ако ги имаме во предвид фосилните горива кои се употребуваат, односно неможноста за употреба на газот и слично, претходно очигледно дека трпи Европа и на економски план. Што со сето ова? Па, сето тоа ќе треба да се решава од кога ќе заврши војната, очигледно. Да одиме чекор по чекор, најпрво политички ќе биде многу тешко да се воспостават оние односи кои што беа меѓу земјите од Европската унија и Русија пред оваа агресија. Второ, и во економскиот дел ќе биде многу тешко Европската унија и земјите од Европската унија да се вратат на користењето на руските фосилни горива, гасот и нафтата во прв ред. Голем дел од тие врски веќе се прекинати, како што знаете, гасоводите во Балтичкото море се де факто веќе уништени и многу ќе биде тешко да се вратат назад во функција, но истовремено Европската унија веќе уште од почетокот на руската агресија во Украина особено, а и претходно почна да се подготвува, нели, за ослободување од фосилните горива, така да во тек е еден процес кој што ги менува, да речам, и навиките и енергетската зависност на европјаните од рускиот газ и нафта. И секако третата точка е фактот дека Европската унија мора да се спреми за едно ново време во односите со Русија, но какво ќе биде тоа време за сега никој не може да прогнозира, затоа што се зависи од тоа каков крај ќе има самата војна, нели? А инаку дека економијата и се уште трпи на поголемиот дел, посебно на големите земји членки на Европската унија како Германија од оваа војна, тоа е факт кој што не може да се пренебрегне и тоа се гледа и во секојдневниот живот, би рекол, дури во Германија секој ден.
И за крај, очигледно дека она сурова, морам да речам, бизнис дипломатија на Трамп надвладеа наспроти европската дипломатија, која што и во планот прогнозираше повеќе војска за Украина. Се осврна и на територијата, сметајќи дека Трамповиот план е посурово односно одземање на територии на Украина. И за цело време се обидува на еден по дипломатски традиционален начин да дојде до мир, но очигледно не може таа дипломатија да се спротистави на она што го прави Трамп. Во разликите во точките. Да, факт е дека Соединетите Американски држави и Русија, односно Трамп од една и Путин од друга страна, ќе одлучат за крајот на оваа војна. И тука не е дека Европската унија нема никаков збор, еве како што видовме од овие преговори што се одвиваа овие 2 дена во Женева, има збор, меѓутоа нејзиниот збор не е пресуден и не е клучен. Меѓутоа проблемот за Европската унија ќе остане, пак ќе кажам, без оглед каков договор ќе постигнат, проблемот на Европската унија ќе остане во однос на Русија и тој проблем треба да се решава. Ако не се реши сега со мировниот договор за крај на војната во Украина, онака како што посакува Европската унија, проблемот ќе продолжи и како што велат овде германските највисоки политичари, стравот е голем дека Русија се подготвува за агресија и кон други земји од Европската унија и од НАТО, нели, кои што се истовремено членки, и дека Русија би била подготвена за таква агресија до 2029 година. Според една изјава која што излезе денеска од германскиот министер Вадефул, тој тврди дека Русија секој месец консолидира, фактички создава по една нова цела дивизија војници, што значи дека тие војници, стравот е дека тие војници негде во иднина повторно ќе се употребат, и тоа е големиот страв на Европската унија. Борис, ти благодарам многу за ова јавување од Бон и анализата, па се надевам се гледаме во Скопје. Се најдобро. Ова беше анализата на колегата Борис Георгиевски. Една од работите од кои што исто така се плаши Европа заради безбедност на сеј териториите, не само оние кои што практично Русија ќе ги окупира или ги окупира, туку и самата неможност да ја сопре Русија. Еве, германските аналитичари прогнозираат дека можеби Русија ќе има и поголеми апетити од ова сега што го имаше во Украина. Меѓутоа, кога зборуваме за териториите, тоа се оние што претходно ги анектираше Русија и практично сега во овие последни денови на разговори се обидува да навлезе колку што може повеќе во територијата, затоа што траат нападите. Па пишува во предлог договорот американскиот. Преговорите за разграничување почнуваат од линијата актуелна на фронтот. Ако за 2-3 дена линијата на фронтот е оваа, за 2 недели може да биде многу подлабоко на едната или на другата страна. Предпоставувам дека ако се може да се извади заклучок од сега како се однесуваат работите, тоа може да значи дека руските сили ќе грабнат уште некој рудник за јаглен, за кокс или за метал, кои се многу битни по цртањето за завршните мапи на разграничување. Разграничувањето ќе оди по линијата на минерали и суровини. Предпоставувам дека е тоа, затоа што ќе мораат и едните и другите да живеат едни покрај други уште со децении и со векови. Ќе заврши војната. Да, Игор, еве и на мапата ги имаме Луѓанс, Донјак, Запорожје, па прашањето беше до Херсон или Херсон ќе биде земен. Русија очигледно ги задоволува своите апетити, а кога сме кај минералите, прашање подосна и за Васко Нумовски, верувам со нив сака да тргува и Трамп, тоа беше еден од основните услови. Меѓутоа, еве, во однос на ваквата територија, што би значило тоа за Украина? Со оглед на тоа што ќе има и демилитаризирана зона, значи, не можеме да кажеме 1/3, меѓутоа добар дел од Украина ќе отиде во раците на Русија. Ќе отиде, да, ќе изгубат, како и што веќе, немаат никаква контрола врз поголемиот приморски дел на својата суверена територија. Со овој предлог договор, Крим, Донецк и Луганск во целост ќе останат под руска контрола и според американскиот предлог, Украина е обврзана да ја
признае нивната сувереност, руската сувереност врз тие територии, а Запорожје и Херсон разграничувањето ќе биде направено на моменталната линија на фронтот. Тој дел од фронтот, спорадични борби има последниве 2 години, во последно време малку повеќе се активира, особено во Херсон, но од пролетната офанзива пред, мислам дека беше 2 години украинска, кога успеа да вратат овој значителен дел од Херсон и градот и префрлањето преку реката, тој фронт таму беше прилично стабилен до сега. Сакам да се надоврзам малце на минералите. Трамп веќе потпишаа договор со Зеленски за американците да инвестираат и да ги користат овие минерали. Тоа ќе биде во директна спротивност со ова исто рускиот апетит, пошто и тие сакаат да ги освојат, и тоа може да биде потенцијален проблем во понатамошниот тек на преговорите. Прашање што се договорија на Аљаска Путин и Трамп во однос на минералите, меѓутоа факт е дека Трамп не случајно се стави посредник во овие преговори како главен играч, со оглед на тоа што првиот и главен интерес, како што каже Игор, беше да се добијат минерали и други богатства. Ако за Европа Украина е кошница на лебот заради житото, за Трамп и за Русија тоа се минералите. Еден од принципите, главните принципи на американската надворешна политика под раководство на председателот Трамп е Америка на прво место. Во сите своји надворешно-политички потези тој ги има предвид прво американските национални интереси, така и во овој контекст. Тој се обидува при решавањето на овој конфликт, користејќи ја моќта што ја има како држава, да извлече некакви придобивки за сопствената економија, за сопствената држава. Иако на почетокот имаше некаков недостаток на волја кај украинската страна за таков вид на договор, подоцна се потпиша една спогодба за користење на минералите. Како и во другите области, сметам дека секој нареден договор, односно секоја наредна понуда што ќе ја добива украинското раководство, ќе биде за нив полоша од она што претходно ја добиле. И оттаму и во контекст на таа поствоена стабилизација, економската експлоатација на ресурсите, сметам дека Соединените американски држави ќе имаат водечката улога и во суштина покрај оние други аспекти што претходно ги споменавме, и една од целите на руската интервенција имаше во позадина за цел да ги освои оние територии кои што се богати со ресурси, што се покажува дека и двете страни, и Руската Федерација и Соединените американски држави имаат свој национален интерес од економски аспект во решавањето на овој проблем. Колега Билјановски, она што е повторно стравување, кажавме веќе дека ширењето на НАТО ќе се сопре можеби со ова. Тие отворени врати на НАТО, што е политика на отворени врати, баш и не е политика на отворени врати. Од друга страна, своите воени авиони НАТО може да ги стационира во Полска, како што веќе рековме. Прашањето на војниците колку ќе бидат ограничени на 600.000, и исто така беше по знак прашање, па сега еве тој услов ќе го прифати Зеленски. Меѓутоа, од една страна имаме заслабена воена моќ на Украина како голема држава и како голема територија. Знак прашање е како ќе се однесува Русија кон Молдавија, исто така, која што има аспирации да биде земја членка на Европската унија, и ова практично може ли да не умества геополитички како ќе се одрази генерално? Па, веројатно главната причина поради која почна војната беше неисполнетите ветувања од НАТО и од Америка како главен командант на НАТО дека алијансата нема да се шири кон Русија. Студената војна кога беше, НАТО беше формиран да одговори на заканата од Советскиот сојуз, од ширењето на комунистичкиот систем на Советскиот сојуз кон Европа, и затоа беше формиран НАТО заради колективна одбрана на Европа од таа закана. Со крајот на војната, со договор за обединување на Германија, првпат беше ветено дека НАТО ќе престане да се шири понатаму кон исток, затоа што својата мисија, својата цел ја на некој начин ја остварил.
Тоа не се случи така. После се почна првото проширување со поранешните земји од источниот блок. Русија еднаш реагираше, меѓутоа не беше веројатно тогаш економски и воено способна да реагира по-енергично. Видовме што се случи во 2008 година, ако не се лажам, во Грузија, која исто имаше кратка војна, сите заборавија на таа војна, затоа што Грузија не е Украина, далеко е од Нема ресурси, Европа, меѓутоа по сличен принцип беше таа војна. Може да се реплицира само на поголема димензија. Русија реагираше затоа што рече да, нема веќе ширење на НАТО, ни ветивте еднаш, вторпат, третпат, нема повеќе да повторувам. И упорно после повторно ја охрабрува Украина да западните земји дека ќе ја гарантираат безбедноста, да стане членка на НАТО. Русија претпоставувам дека тоа ја преполни чашата, се почувствува доволно моќна во услови на европски лидери и тогашниот претседател Џо Бајден какво што беше, идеална ситуација да удри со тупаницата по маса и да го направи ова што некој ден ќе се случеше. Да се надоврзам на ова, за многу мина во Чешка, например, велат, ова многу јасно не потсеќа на Минхенскиот договор во 1938 година. Велат, договорите за нас, но без нас. И очигледно е така сега. Зеленски бара да се сретне со Трамп уште еднаш, за да допрецизира факт дека не може да тактизира, многу веднаш прифати кога ги намалија точките. Колку ова теза на вистина точна всушност? Од европска перспектива, да. Особено затоа што уште од 17-тиот век и Петар Велики, првиот руски император, Русија никогаш не ја криела својата амбиција за западна експанзија. Како што за неизе се важни овие региони кои што се богати со руда, со минерали, кои што има доста развиено земјоделство, исто толку се важни и за Европа. Имаше причина зошто со распадот на Советскиот сојуз голем дел од тие држави кои што беа под неговата орбита, народски кажано, искршија нозе за да влезат во Европска унија и во НАТО. Затоа што очигледно руската власт не им била, очигледно страдале и не им била доволна. Овој пат сега Украина повторно е ставена во незавидна ситуација и Зеленски, точно е, неговиот простор за маневрирање речиси и да не постои, не само што е ограничен. Мора да почнат да преговараат, затоа што ако ризикуваат продолжување на војната, ризикува повлекување целосно на американската поддршка. Трамп постојано се заканува дека ќе и во одреден период и го прекина тој процес на размена на разузнавачки информации. Да, велеа не може непрекинато ние да ја снабдуваме Украина со оружје, тоа му беше еден од главните услови. Тука се услови. врзува и неговата мага движењето во Америка, кое што создаде една перцепција како Америка да ја води таа војна место Украина. Во одредена мерка тоа е и точно затоа што Америка беше најголемиот поддржувач на Украина, уште и пред почетокот на инвазијата, а и може да се вратиме и назад до 2014 година со отцепувањето на Крим, кога русите го земаа. Овој пат, колку и да не сакаат, ќе мора да преговараат и да се надеваат со таквото влијание кое што Европската унија се уште го има во Вашингтон, особено преку Стейт департментот, не директно со Трамп и неговиот тесен круг, како што е моменталниот посредник Витков или неговиот зет Кушнер, па дури и подпредседателот J.D. Венс, кои што притискаат за овој првичниот нивен предлог од 28 точки, додека од друга страна, многумина во Стейт департментот, во тие нивните брифинзи, првичната нивна проценка, заедно со првичната реакција на државниот секретар Марко Рубио, беше дека ова наликува на руски диктат. Меѓутоа, Наумов, во однос на односите Путин-Трамп,
Јас велам дека таму има традиција, дека нормално дека и во претходните мандати Трамп има историја со Путин, да не зборувам и за оние анализи на разузнавачите дали Трамп и дали над Белата куќа има и црвени сенки од Русија. Меѓутоа, факт е дека некако експресно Сергеј Лавров ги прифати тие 28 точки стигна пораката од Русија и некако многу беа подготвени за она што ќе го предложи Трамп, па дури и сега овие 19 нема големи спротивставувања. Председател Трамп ја презема таа улога на некој кој што ќе дава иницијативи, ако сакате и своевидно посредништво. Во неколку изјави тој јасно наведе дека сака да има добри односи и со Русија и со Украина. Не е тајна, како што кажавте вие, дека постоеше една блиска координација помеѓу тимовите од Соединените американски држави, лично блиски посредници до председателот Трамп, кој што комуницира со рускиот министер Лавров и останатите представници од руска страна, и според мене она што е предложено со цел да биде на некој начин и до некаде во основа прифатливо и за Русија, затоа што целта на секој предлог е тој да биде основа за конечното решение. Доколку се предложи нешто што не е прифатливо за ниту една од страните, тогаш тој предлог подобро и да не биде представен. Од друга страна, она што е предложено е веројатно подалеку од очекувањата на Украина, меѓутоа поаѓајќи од реалната ситуација на теренот, Украина не е во состојба да избира. Односно, доминацијата на Русија на теренот и во овој конфликт, освојувањето на териториите, одржувањето на тие територии и потенцијалот да продолжи со освојување на Русија дава една повластена позиција, што значи дека Украина е доведена во ситуација да го прифати она што е предложено од Соединените американски држави, што секако ќе значи дека конечното решение ќе биде поблиску до остварување на руските цели во оваа војна отколку на украинските. Да ја видиме и анализата на Методи Хаџијанев, професор и аналитичар безбедносен, како тој гледа на ситуацијата, кој што изгуби, а кој што добива. Господине Хаџијанев, што изгуби, а што доби Украина со оваа војна, но не само Украина, туку и Европската Унија, европските земји, Америка и Русија? Претпоставувам дека најкоректниот, неутралниот одговор на ова ќе биде од кој аспект ќе го гледаме тоа што кој што доби. Ако тргнеме од она што Русија сакаше да го добие, тоа е да окупира Украина, за сега можеме да кажеме дека таа загуби затоа што има само 18,5, нешто повеќе од 18% од територијата која што ја има заземена. Меѓутоа, од стратешки аспект не е апсолутно одговара оваа ситуација, затоа што овие територии ќе се зголемат согласно она што тие планираат да го прават, тоа е целосен инженеринг на теренот, смена на популации, населување на население кое што не е наклонето кон Украина и после целиот демократски инженеринг на гласање и самоопределување, нешто што сме го гледале на многу други места, сето тоа може да се значително промени. Во однос на од оперативен аспект, ако гледаме, би рекле дека генерален губитник е Западот, затоа што главната теза на пред се на Европската Унија е дека Русија мора да биде поразена, тоа значи дека таа мора да излезе надвор од територијата на Украина. Тоа очигледно е дека нема да се случи. И тоа е најверојатно резултат на целиот промашен концепт кој во доменот на безбедносната архитектура Европа го има промашено, а се заснова на ултралибералната логика дека ќе можете да правите аутсорс на безбедност. И сега гледаме дека тоа чини многу Европа, бидејќи прво Европа беше несебична, значителни средства одвои и ги даде на Украина под две да кажеме наивни претпоставки, а тоа е дека Украина ќе го реши проблемот со Русија за нив. И втората е дека претпоставка е дека со тоа што ќе направат аутсорс на безбедноста ќе можат да го заштитат нивниот комодитет или комотниот живот во кој што тие веруваат дека нели нема место за решавање на меѓународни политички прашања преку употреба на сила. Очигледно е дека Украина во догледно време нема да биде членка на НАТО, а првата одбранбена линија на НАТО е Полска, далеко од руските бази. Мислам дека на сите им е јасно веќе дека Украина нема да стане членка на НАТО во догледно време.
особено заради фактот што тоа веќе почнува да им станува јасно и на водството во Украина, бидејќи тактиката на преговарање на класична руска во спогодувањето во меѓународните односи ја гледаме сега на сцена каде што секој што имаат многу високи побарувања, тие побарувања високи сега и овој пат всушност ги имаат подкрепено и со напредокот кој што го направија на теренот. Тие успеа да применат, да кажеме, синхронизиран пристап помеѓу стратешките побарувања, тоа е она што го бараат да го добијат на маса, и тактичките оперативните остварувања, заради тоа што го смениат целиот концепт на војување и успеа да најдат модел преку кој ќе ја на некој начин инхибираат одлучувачката моќ во Западот, а тоа е цената на војувањето и пред се чувствителноста за жртвите кои што ги имаат. Бизнис дипломатија, тоа е дипломатијата што ја прави Трамп и очигледно дека неговиот интерес е пред се сурово реален да приграби што може. Колку ова всушност и помогна на Украина или на Русија? Апсолутно се согласувам со тоа, затоа што од аспект на теоријата на меѓународни односи тоа е класичен реализам. Они на Моргентау, оние кои што го се бават со тоа многу добро го разбираат ова, каде што всушност водите позиција политика на меѓународен план не од аспект на партнерство, не од аспект на пацифизам, туку од аспект на суров интерес кој што се базира на вашите лични интереси. И тоа е агендата Америка Great Again или America First. Таквата политика, за жал, сруши уште една предпоставка на оди на она што го реков на конто на она што го реков претходно за Европа, дека целосната безбедносна архитектура во Европа е промашена и сите оние предпоставки дека САД ќе биде големиот брат кој што постојано тука ќе не брани, ние ќе имаме само комодитет и економија, се покажуваат како нереални или многу опасни ако продолжат во таа насока. Тоа во исто време зарива уште еден, да кажеме, проблем или нож кој што во кој што бара од целата европска архитектура да направи стратешко поместување или целосна трансформација на безбедносниот сектор, што пак од друга страна ќе бара идеолошки жртви, односно поместување во однос на тоа како ќе ја гледате, како ќе го гледате концептот на држава и како ќе го уредувате како ќе го државното уредување и што е тоа што всушност ќе го имате како примат во вашата политика, во градењето на таа политика. За сега како стојат работите, мислам дека Европа е на губитничка страна, особено заради тоа што има еден проблем кој што за сега е непремослив, а тоа е да го реши проблемот со алчноста на приватните компании кои што ја направија војната за Европа премногу скапа и премногу скапа во однос на долги инвестиции. Накратко, во изминатите 20 на години тие беа комотни со глобалната војна против тероризмот или со така наречената интервенционалистичка безбедносна политика во која има САД како предводник на тие интервенции за смена на режими и ширење на демократија, но секогаш со апсолутно послаби противници. За она што сега го гледаме во пракса е дека кога имате противник од калибарот на Русија, ваквиот пристап е погрешен и се покажува сериозно погубен за самата Европа. Дали Украина успеа да го одбрани суверенитетот? Долготрајна војна, Зеленски беше упорен, можеби и тврдоглав за некои работи, меѓутоа еве сега е пред крајот на овој договор. Што мислите во однос на неговата практично улога политичка и воена? Па очигледно дека ако веќе се шушка дека ќе овие територии ќе припаднат на Русија или ќе има нешто од тоа значи дека не успел да го одбрани суверенитетот на Украина. Меѓутоа би биле многу некоректни да кажеме дека тој е самиот тврдоглав. Ако се вратиме назад и бидеме објективни во тоа, тој седна да преговара во Истанбул, некој му кажа да се врати назад, односно некој му даде лажни ветувања дека треба да се врати назад. Тоа е, да кажеме, некој они што го викаат wake up call или повик за разбудување, дека генерално кога се работи за вакви тривиални, суштествени, да кажеме, пилари на уредувањето на едно општество, а тоа е безбедноста, наивно е да верувате дека или да се подпирате апсолутно секогаш само на сојузниците. Не велам дека не треба да имате сојузници, не велам дека немате предност кога имате сојузници, меѓутоа верувањето во тоа дека сојузниците секогаш ќе бидат тука за вас и да завршат некои работи кои што се
повеќе од капацитетот кој што вие сами ќе можете да го завршите, е наивно и погубно. Ви благодарам за интервјуто. Тоа беше интервјуто со професорот Хаџијанев. Колега Билјановски, неколку дилеми се отвараат, особено за балтичките земји. Например, во Естонија, тие се уште сметаат дека не може да видат докази дека Москва ќе ги запре тука апетитите. Полска, например, со оглед на тоа што сега дронови напаѓаат и русите сакаат да напредуваат колку што може повеќе, како што рековте, додека не се завршат преговорите, бара убрзување на противдронската одбрана на источното крило на НАТО, така што се уште постои тој страв на балтичките земји, на Полска, на земјите кои што гравитираат околу Украина, дека по овие мировни преговори, ако завршат, најбоже брзо да завршат, дека моќта на Русија нема да се намали, туку напротив може да прогресира. Би сакал да не изгрешам како претходно, кога велев дека нема шанси Русија да нападне Украина. Нема да кажам сега дека нема шанси да ги нападне Естонија, Летонија и Литванија. Меѓутоа, во принцип, не верувам дека заканата и да ја има е итна. И повторно ќе кажам, не е ова војна на Путин за територија, туку е за да се направи, да се оддалечи што е можно повеќе НАТО. Балтичките земји веќе долго време се во НАТО членки и претпоставувам дека нема да бидат цел на било какви напади. Без оглед на сите тие стравувања и воени хушкања и воени сценарија, Европа и Русија ќе мора да соработуваат, а тоа може да го направат само преку почеток на диалог. Отворен диалог со прифаќање на ставовите на противната страна. Путин ќе мора да ги сослуша сите европски земји, да му кажат што им е нивната цел, дали сакаат да напредуваат, да го шират Европската унија, НАТО, а Европа исто ќе мора да ги слушне од прва рака црвените граници на Москва. За да може да разговараат, за да може да постигнат договор и за да можат да живеат утре едни со други, за да има трговија, за да поминува жито, за да поминува нафта и газ, за да поминува културата и да почнат луѓето да се дружат меѓу себе за да се разбираат. Меѓутоа, Русија не е за подценување незиниот план во Северното море. Колку треба да направи? Тој дополнително уште сега прави стратегија Путин за тоа како всушност ќе гравитира кон север, кон Европа и кон тие територии. Да, Жане, опасноста, особено за тие балтичките држави, е реална. Има причина зашто и Финска и Шведска ја напуштија таа нивна традиција на неутралност и побара да бидат примени во НАТО, а Русија го свати како провокација, но за нив беше екзистенцијално прашање. Исто како што останува за трите балтички држави. Итноста за Европската унија, за Европа, произлегува од нејзината неподготвеност. Европската индустрија во моментов воопшто не е воено ориентирана, а за нејзино преориентирање ќе бидат потребни години, ќе бидат потребни планови и милијарди евра инвестиции, затоа што никој во моментов не може да им гарантира дека апетитите на Русија нема да пораснат надвор од Украина. Сите, почнувајќи од Полска, балтичките веќе дефинитивно, но Полска стравува од тој за нејзе традиционален непријател Русија и ќе немаат избор, ќе мораат да се подготвуваат. Очигледно Зеленски му се брза, со оглед на тоа што еве сега најновите вести велат дека веќе освојува и други територии, еве
Покровск, например, една веќе навлегле, значи му се брза да заврши што побрзо да завршат овие мировни преговори и затоа бара нова средба со Трамп. Какви се, не можам на никој од вас да ви речем какви се предвидувањата, мислам ли дека големи светски војни стратези не можат тоа да го предвидат, меѓутоа еве, има ли надеж дека по таа средба и со влијанието на Трамп кон Путин и со Путин преговорите, дека навистина тоа може да се случи брзо? Ако имаме една, би рекол, заедничка точка за двата плана, тоа е дека она што е ситуација на теренот, фактичката состојба, ќе биде почетната точка за преговорите за територијалните прашања. Тоа значи дека што поминува повеќе време, со одложување на прифаќањето на овој предлог, толку Русија ќе освојува повеќе територии, односно претседателот украински Зеленски, што повеќе се воздржува да го прифати овој мировен план, толку повеќе територија ќе изгуби на крајот, затоа што она што ќе биде освоено од страна на Русија во периодот до постигнување на договор, веројатно ќе биде територија која што ќе остане во границите на Русија и нема да се врати назад на Украина. Има тука неколку креативни решенија за некои територии кои што може да бидат под некаква привремена управа, заедничка управа, меѓутоа најголем дел од територијата ќе остане под контрола на Русија. Барањето за нова средба на украинскиот претседател во Вашингтон се должи токму на тоа тој да постигне колку што е можно повеќе договор кој што ќе значи прифаќање на барем еден дел на барањата на Украина со цел подобро да го продаде, условно речено, во украинската јавност и неговата политичка кариера веројатно е на крајот, се отварат се повеќе прашањата и за валидноста на неговиот мандат, нови претседателски избори. Украина е потресена од неколку корупцијски скандали во екот на војната и поврзани со војната, што значи дека неговиот кредибилитет и легитимитет е одамна нарушен и единствениот негов, би рекол, достоинствен излез од политиката и крај на политичката кариера ќе биде некакво решение со кое што тој ќе може да каже дека заштитил дел од украинските интереси. После она фиаско во овалната соба на онаа средба со претседателот и подпредседателот, тој навистина сега ќе биде многу попредпазлив и мислам дека ќе биде многу поотворен за предлозите кои што доаѓаат од Соединените американски држави, заканите за прекин на вооружувањето и помошта од страна на САД за Украина се погласни и мислам дека евентуалната брза средба во Белата куќа со претседателот Трамп ќе придонесе за конечно решавање и прифаќање на најголем дел од предлозите што доаѓаат од САД. Следната средба е во Абу Даби на помеѓу представниците на Украина и Русија заедно со посредниците. Многу е интересно за тоа што се селат овие преговори од Европа па и во арапските земји и слично, меѓутоа очигледно е дека сите на свој начин помагаат во однос на сите можни дипломатски сили за наоѓање на конечно решение. Сите се трудат да искористат тоа што оваква ситуација до сега немало. Сега колку што се блиску до прифаќање на мировен договор, не биле во последните. Може би на почетокот во Истанбул, кога набрзо после почетокот на војната, кога скоро да биле договорени одредбите за мировно решение, се дека Борис Џонсон не пристигна во Киев за да ги охрабри да војува, дека ќе имаат огромна поддршка од Британија и од западниот свет. Ако се пропушти ова, веројатно следната ќе биде за секои 4 години. Како што тргнало работава. Долга исцрпувачка војна. Ќе се иде по 200 метри, по 50 метри на фронтот секој ден, ќе гинат по 100 луѓе, по 200 луѓе и тоа ќе биде. Најголемата загуба е во жителите и граѓаните на Украина. Игор, за крај, има ли шанси, еве, до крајот на годината барем некако да сопрат сите овие напади, затоа што, како што веќе реков, Русија брза да освои територија, а на Украина се брза до мировен договор. Очигледно веќе нема простор големите сили, ниту Европа, ниту Америка, па ниту арапските земји да им служи Украина за подкусурување и за покажување на својата моќ во светот. Немаат и Украина е веќе доведена во таква ситуација да нивниот избор речиси не постои. Од друга страна, многу малце посветивме внимание на Русија, чија што економија, последните извештаи покажуваат дека почнува да ги чувствува санкциите и покрај сите тврдења на Кремљ и нивното Министерство за надворешни работи дека
имаат контраефект, односно поголема штета и прават на Европа отколку нив. Но економскиот раст им е опаднат, куповната моќ на населението исто, најавуваат зголемување даноци, зголемување на бруто на ДДВ и очигледно е дека и обичните руси почнуваат да ја чувствуваат војната и тоа може би едно од причините зошто и Русија малце е по-перцептивна на овие пристапи на американците. Ви благодарам на сите за учеството во топ тема, да се надеваме на скорешен мир и дека ќе нема потреба повторно да анализираме вакви исцрпувачки војни. Ви благодарам за вниманието. Пауза за реклами и продолжуваме со уште едно интервју во рамките на топ тема. И за крај на сосема друга тема – економија. Малите и средните компании се двигател на економијата и главен извор на работни места. За да останат конкурентни, треба да ја зголемуваат својата ефикасност, продуктивност и прилагодливост кон новите технологии. Алатката бизнис диагностика, спроведувана во рамките на швајцарскиот проект за модернизација во соработка со бизнис советници, им помага на компаниите да ги идентификуваат слабостите и потенцијалите за раст. Токму за предизвиците во оваа сфера разговаравме со бизнис советникот Благоја Милошевски од Планум Консалтинг. Срđan Стојанчев разговараше со него. Господин Милошевски, може ли да дадеме една општа оценка до каде сме со дигитализацијата, особено кога се работи за мали и средни предпријатија? Да, значи Македонија во однос на дигиталната инфраструктура стои доста добро. Бевме меѓу првите држави која што обезбеди целосна покриеност на интернет на целата територија. Но во поглед на примената на дигиталните решенија и дигитализацијата во малите и средните компании, мислам дека се доцни. Во изминативе неколку години постои подобрување во тој аспект. Според глобалниот индекс на иновативност, Македонија напредува во областа на користењето на дигитални алатки во малите и средните компании. Колку собствениците на вакви мали и средни бизниси имаат волја да ангажираат консултанти за дигитализација, колку имаат волја да ги послушаат со оглед на тоа што вообичаено се работи за луѓе кои ги создале бизнисите од нула. Најголем дел од компаниите во Македонија, приватните, се формирани кон крајот на 90-тите и почетокот на 2000-те години од предприемачи кои што имале некаква визија што сакаат да постигнат. За да го постигнат ова што го имаат денес, најчесто се базирале на своји инстинкти и на ограничени информации и податоци кои што им биле достапни. Секојдневно донесувале своји одлуки, така да користењето на надворешни експерти и консултанти кои што би ги советувале во однос на секојдневното работење е доста со одредени ограничувања од страна на компаниите, односно менаџерите, бидејќи тие пред се мора да видат вредноста што ќе добијат од користењето на консултантите. Така да, затоа консултантите најчесто кога соработуваат и нудат услуги консултантски на компаниите, започнуваат со некакви помали проекти, поедноставни, кои што треба во краток рок да донесат некакви видливи резултати за компанијата, за да потоа понатаму се продолжи со по-сеопфатни консултантски активности. Кои фирми најчесто ангажираат консултанти? Најчесто тоа се мали и средни компании. Големите компании веќе во себе имаат направени организацијски единици кои што и вработено луѓе кои што ги обавуваат тие активности на анализи. Меѓутоа најчесто тоа се мали и средни компании во моменти кога се среќаваат со одредени предизвици кои што не можат самите интерно во компанијата да ги решат. Најчесто тоа станува збор кога чувствуваат некаков проблем во работењето, гледаат дека има продажба, дека има приходи, но профитабилноста не е каква што очекуваат, или пак во случај кога планираат поголема инвестициска активност, им потребна им е добра анализа за да можат да донесат конечна одлука пред да инвестираат. Кои се најголемите предизвици во дигитализацијата? Рековте дека не ни оди баш најдобро. Имаме ли луѓе за да ја спроведат или да ја спроведат таа модернизација? Значи, дигитализацијата и дигитална трансформација се два термини кои што во последно време добиваат се поголемо значење. Дигитализација подразбира примена на
алатки од информатичка и комуникацијска технологија за подобрување на тековните процеси. Компаниите се свесни дека дигитализацијата може да им придонесе да ја подобрат ефективноста, да подобрат продажбата, да ја подобрат услугата кон своите клиенти. Она што е клучно за да успее една дигитализација во компанија е јасна визија и мисија на менаџерскиот тим, на собствениците, на менаџерите, што сакаат да постигнат. Значи, најпрво да имаат стратегија како сакаат да се развива нивниот бизнис, а потоа во рамките на таа стратегија како да применат дигитализацијата за да достигнат својата визија, односно своите цели. Освен целосна посветеност и јасна видливост кон другите вработени од страна на менеджментот, потребни се сепак и луѓе спремни, едуцирани за да можат таа дигитализација да ја спроведат во компанијата. Сметам дека искуството од соработка со многу компании покажува дека не секогаш луѓето интерно во компанијата се спремни да спроведат такви дигитални решенија, па затоа најчесто се повикуваат на надворешни консултанти кои што ќе им помогнат во тој процес на дигитализација. Не се спремни поради незнаење или поради отпор кон промените? И двете. Значи, делумно е тоа заради незнаење, значи недоволно се познати дигиталните технологии. Јас лично верувам во она што се нарекува lifelong learning и мислам дека сите вработени во компании мора постојано да се едуцираат со она што носат новите технологии, како да ги искористат за подобро да работат и да ги завршуваат своите работи. Какви промени очекувате да донесе вештачката интелигенција во работењето на малите и средни бизниси? Она што е важно за вештачката интелигенција дека овозможува да се скрати времето и да се оптимизираат процесите во работењето. Во иднина се очекува дека профилот на идните вработени ќе биде базиран на знаење. Значи, колку се вешти да ја користат вештачката интелигенција во работењето. Се очекува напредување и во другите области, така да она што останува пресудно во периодов е регулатива, значи воспоставување на регулатива за која што ќе оневозможи злоупотреба на вештачката интелигенција за активности спротивна на интересите на човештвото. И за крај, може ли да ни посочите некој позитивен пример на кој што сте работеле каде што дигитализацијата допринела до унапредување на процесите или на бизнисите? Основа на дигитализација во една компанија е да се има еден добар ERP систем. Значи, софтвер кој што го опфаќа целокупното работење на компанијата, почнувајќи од финансии, продажба, производство, управување со човечки ресурси. Во изминативе години, како консултант сум работел на имплементација на повеќе ERP софтверски решенија во македонски компании. Првата имплементација пред 20 на години во компанија за производство на мебел се состоеше во замена на островцата на автоматизација кој што постоја во компанијата, во делот на финанси, во делот на продажба и во делот на производство, да се интегрираат во едно целосно решение. Компанијата на тој начин доби целосен увид во работењето и овозможи да полесно ги планира, значи увид од финансиски, од производствен аспект и од продажен аспект, но и полесно да ги планира активностите во следниот период. Во изминативе неколку години таква слична имплементација беше направив и во уште две компании, една во областа на дистрибуција на пијалоци и храна. Главниот момент се состоеше во дигитализација на превземање на нарачките, наместо рачно да се запишуваат нарачките од купувачите, веднаш се внесуваа во ERP системот кој беше поставен во клауд. Како резултат на таа промена, компанијата успеа во изминативе 3 години да бележи просечен раст на приходите од 15 до 20%. Ви благодарам за издвоеното време. Благодарам и на вас за поканата. И ова беше се за вечерва во Топ тема. Останете со програмите на Телма. Следува нашето готварско шоу 180 степени. Имајте пријатна вечер.